За Клаузевиц, војската е врвот на политиката, а политиката е она секојдневно упорно туркање токму на тие воени стратегии. Дали тоа значи дека политиката ги следи истите тие структури, дека во политиката ние можеме да најдеме генерал-штабни офицери, стратези во униформа, мислители во униформа? Дали тука можеме да најдеме генерал-штаб, конкретен штаб, разни капетани, разни водници, па и тој каплар што не смее да се разбуди? Да. Праксата на оние политички општества кои што се докажа без оглед на сите нивни гревови кон човештвото, праксата на Британија, на Франција, на Соединетите држави, на Германија, на Италија, Шпанија, тоа ни го докажува. Британскиот парламент ги познава така наречените випови, камшици, пратеници кои што служат за дисциплинирање на пратеничката група, нешто што за жал е потполно непознато во овие жални транзицијски општества, па затоа го имаме тој проблем на контролирање на пратениците, каде што многу лесно може за многу ефтино ветување, стан, два, бесен автомобил, пратеникот да премине, да мигрира, да прелета, викаме народно, од една во друга партија, да ги издаде своите другари, своите идеали, да го издаде својот електорат пред се и да стане символ на тоа преверување, но од друга страна си ги реши материјалните проблеми. Тој ВИП, тој каплар, десетар, партиски, е најдобар доказ како функционираат овие структури, како функционира една успешна политичка структура, која од премиерот, од тој политички пандан, мирнодопски би го нарекол пандан на генералштабот, па до овој парламентарен каплар, успеваат да изградат една витална политичка структура, која што успешно може не само низ векови да постои, туку да дава конкретни решенија за слава на својот народ, на својата земја.